Добар ден, почитувани. Гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Исмаил Камбери, председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Господине Камбери, побаравте од епископот Јаков Стобиски да се извини за своите јавни настапи и ставови во кои, како што вели Комисијата во мислењето, препознавате дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Отецот рече дека нема намера тоа да го стори, па дури и да биде суден. Ќе поднесете ли барање за прекршочна одговорност? Вака, значи комисијата постапуваше по представка на граѓаните против епископот во неговото излагање на одредена телевизија и на други трибини во јавноста. Комисијата смета дека епископот се има служено со вознемирувачки говор кој што на некој начин ја дехуманизира целата група, без разлика дали било кој што е припадник на ЛГБТ заедницата. Значи го доставивме представката до тој епископ и се произнесе по тоа наше барање. Главниот проблем кој што ние го наидовме во неговото излагање беше дека трансродовите лица ги нарекува дека се со ментално растројство. И тука неговиот аргумент беше дека се користи со диагноза на Светска здравствена организација, но кога ја проверивме таа диагноза, увидовме дека таа е застарена диагноза, дека не спаѓа веќе во таа група на ментални растројства, туку е преместена во сексуални болести или сексуални растројства. И од тука сметавме дека таквиот говор прави дополнителна стигма кон овие, а баш напротив во Светска здравствена организација дури аргументирано е зошто се пренесува во друга класификација, токму поради тоа да се избегне стигмата према овие лица. И во мислењето дадовме препорака на епископот во рок од 30 дена да се извини на оваа група на лица, но исто така и во иннина, во неговите јавни настапи, да се воздржи од било какви содржини кои што би можеле да ја воздржат оваа група, маргинализирана. Да ја вознемират, мислите? Да ја вознемират оваа група. Така да и тука морам да напоменам, бидејќи читав на одредени портали дека ние забрануваме јавни настап или нешто слично, во ниту еден случај комисијата, ниту па било кој друг, може да забрани јавен настап на било кое лице. Но не ми кажавте дали ќе поднесете барање за прекршочна одговорност доколку не се извини епископот? Доколку во рок од 30 дена не се извини, што мислам дека веќе имаше изјава дека не планира да се извини, тоа е во ред, мислам тоа е негово право, тогаш комисијата согласно надлежностите што ги има ќе поведе прекршочна постапка. Дали не е ова на некој начин исто така дискриминација од ваша страна во однос на црквата и тоа што таа сака да го изрази како свој став? Не, воопшто, видете, значи ние промовираме да има дебата. Баш продуктивно да секој општество да има дебата. Се додека има дебата, нема да има простор за конфликти помеѓу било кои спротивставени групи. Слободата на говор или било кое право што ни е дадено завршува до моментот, до границата каде што веќе со нашето право повредуваме некое туѓо право. Тоа според Европска конвенција за човекови права се вика злоупотреба на правото. А во конкретниот случај мислите дека токму тоа го направил епископот Стобиски? Да, како што кажав, слободата на изразување е злоупотребено со цел да се наштети на одредена група. Инаку во секој случај, значи секој може да даде со свој став. Нели, може секој да биде против, без разлика дали е закон за родова еднаквост, законот нели за матичната евиденција сега што е актуелно, тоа не значи дека ние би го забраниле спротивставениот став на таа групација која што нели го има тоа мислење, но сепак тој став треба да биде изразен на начин кој што нели нема да ги повреди туѓите чувства, туку ќе си го каже едноставно својот став, што мисли и зошто мисли дека тоа не треба да биде така. Веќе ние тука имавме исто така зборови како тие се педофили, сатанисти, што дефинитивно не е аргумент за тоа дали треба да се донесе или не треба да се донесе било каков закон. Ги спомнавте, Камбери, спорните закони, значи законот за матична евиденција, законот за родова еднаквост, поради кои беа и протестите организирани од МПЦ. Дали вие како комисија гледате нешто спорно во тие закони или некои конкретни членови, одредби кои за вас се спорни?
Законот за матична евиденција, колку што знаеме, повлечен од собраниска процедура, но мора тука да напоменам дека веќе Европскиот суд за човекови права има донесено пресуда против Република Северна Македонија, каде што на лице XX, биќе анонимизирано, и се наредува на државата дека треба да му возможи на тоа лице промена на полот. И тука сме на чисто, значи ние ако се стремиме нели и кон Европска унија и кон сите организации кои што се бенефит за нас, пак треба ги почитуваме тие одлуки. Тоа до ден денеска не е спроведено од наша страна. Во поглед на законот за родова еднаквост, ако го читаме, скори воопшто да не се споменуваат ниту трансродови лица, ниту нешто слично, ниту па дека се мисли на семејството или на бракот или нешто слично. Туку напротив, главна цел, тоа што го имаме читано на законот е родова еднаквост помеѓу мажи и жени. Што значи тоа? Поголема застапеност на мажите во институции, во фирми, на јавни функции, така натаму и така натаму. Државата се стреми кон тоа да направи механизам, институционален механизам, кој ќе гради политики за да сите родовите бидат поеднакви. И тука не може самиот принцип на зголемување на правата на некого да штети на некое туѓо право. Мислам, тоа е малце контрадикторно едно со друго. Камбери, во годишниот извештај за работата на комисијата со која што во моментов раководите, се пофаливте со тројно зголемување на бројот на представки кои што сте ги добиле. Во кои области се забележуваат најголемите прекршувања на човековите права, односно во кои области има најголема дискриминација? Од 255 представки, во 70 е утврдено дискриминација. Од тие 70, 36 се спрема ЛГБТ заедницата во нашата земја и тие најчесто тие представки се однесуваат во областа на медиумите и јавното информирање, особено исто така на социјалната мрежа Facebook, каде што и поистакнати, да речеме, членови на нашето општество ги деградираат и ги вознемируваат припадниците на ЛГБТ заедницата. Под вознемирување подразбираме креирање на непријателска содржина према лице или група или помаловажување, навредување врз некоја дискриминаторска основа, во овој случај нели пол, род, родов идентитет, сексуална ориентација и така натаму и така натаму. Значи околу 50% се токму према ЛГБТ заедницата и тоа е контекстот во кој што живееме изминатите години. Така. Сега колку од тие представки, од вкупниот број на представки кои што сте ги добила, завршиле со конкретна судска пресуда и евентуална казна за дискриминаторот? Да, во поглед на казни до сега имаме две потврдени казни, а другите постапки се во тек, бидејќи сега и судовите знаат на моменти да бидат малку бавни подложување на рочиштето, не секако ние сме повеле прекршочи постапки за сите предмети каде што сме утврдиле дискриминација, а дискриминаторот не ја исполни препораката. Позитивна работа е што во последно време дури институциите позитивно одговараат на нашите препораки што ги даваме за отстранување на дискриминацијата, така да и тоа е добар знак, индикатор дека и веќе комисијата ја гледаат како релевантно тело, бидејќи на почетокот, бидејќи не бевме уште познати, нели пак имаше различни мислења во однос на институционалното постапување, но сега веќе имаат слог институциите во тој поглед. Има и многу случаи кои што не се евидентираат, например, ќе понесе поносител представка и во меѓувреме дискриминаторот или потенцијалниот дискриминатор ќе ја реши состојбата и во тој случај поносителот ја повлекува само представката. И тука статистички се гледа дека е само повлечена, не дека имало дискриминација или исполнета е препораката, така да има и такви позитивни случаи и во приватниот сектор, но и во институционален сектор. Така, во период на затегнати, да речем, чувствителни односи помеѓу нашата држава и Бугарија, колку представки, например, сте добиле од државјани кои што се жалат дека им е повредено правото на бугарска самосвест или се пожалиле на говор на омраза? Да. Вака, тука многу е важно да се направи дистинкција помеѓу вознемирувачки говор и говор на омраза. За говор на омраза тоа се неколку дела предвидени во кривичниот законник и тука јавниот обвинител има надлежност да постапува. Кога зборуваме за вознемирувачки говор, секако ние сме тука надлежни.
во однос на вашето прашање, вкупно имаме 46 представки добиено врз основа на бугарска национална припадност или бугарска самосвест, граѓани со бугарска самосвест кои што живеат во нашата држава. И од тие 46, околу 36 се понесени од едно здружение, додека другите се понесени од физички лица. Во однос на представките кои што ги понесува здруженијата или здруженијата, најчесто, мислам 99 или 100% се однесуваат на вознемирувачки говор на социјални мрежи, односно Facebook постови, објави од различни лица. Тие лица може да бидат поеминентни во јавноста, но може да бидат обични физички лица кои што немаат голем глас во нашето општество. И тука најчесто од тие случаи имаме утврдено 4 случаи на вознемирувачки говор, додека во другите случаи сме се прогласувале за ненадлежни, бидејќи станува збор за потенцијални случаи на говорна омраза, или па сме ги отворувале поради неуредност, бидејќи немало адреса на живење, на потенцијално дискриминатори и така натаму. Сте имале ли притисоци, односно дали имате притисоци кога одлучувате за такви представки? Генерално немаме притисоци за ниту една представка, за ниту еден предмет. Така да во тој случај сме ослободени од сите притисоци и секако комисијата утврдува втемелено на факти, на докази, на аргументи, мериторно во однос на тоа што го има во представките, и токму тоа индикаторот зголемениот 3 пати број на представки придонесува кон зголемување и на довербата на граѓаните во нашата јавност. Така. Со народниот правобранител потпишавте меморандум за соработка, а пред неколку дена тој укажа на еден нечовечки, нехуман третман на пациенти во психијатарските болници, па и во затворите. Кои се надлежностите на комисијата во однос на тоа што може да направите за да спречите дискриминација на таа категорија на луѓе, пациенти во тие болници? Во психијатриските? Да. До сега не сме имале представка за психијатриски болници или установи, ниту во јавност нешто имало допрено, или па во принцип граѓани ни испраќаат потенцијално интересни предмети кои што би можеле да ги разгледуваме. Затоа што вие може да реагирате, нели подопрен глас, така да? Да, сега зависи, која, бидејќи едно е нечовечко постапување, тука мора да разјасниме дека секое кршење на право не е дискриминација. За да има дискриминација треба да има нееднакво постапување врз основа на некоја заштитна карактеристика или дискриминаторска основа. Во поглед на затворскиот систем ние имавме два ударни предмети, едниот беше спрема лице кој што имаше физичка попреченост, каде што не можеше да издржува казна затвор поради ограничување на пристапноста во затворите, и знаете последниот случај за нееднаквиот третман помеѓу мажи и жени во затворот во Идризово. Ромската популација како најпогодена во однос на дискриминацијата, за тоа зборуваат и последниот извештај на Стейт Департментот, па и други извештаите на народниот правобранител исто така. Тие се најпогодени во однос на етничката дискриминација. Што прави комисијата за да ја заштити оваа популација граѓани од дискриминација? Главните проблеми беа во образованието во поглед на сегрегација, пристап до чиста вода за пиење, пристап до базени, кафе барови и слично, и имаше порано еден проблем, пристап до гинеколошки услуги во Ошито Ризари. Во поглед на пристап до вода, како што ви кажав, општина Кавадарци ја исполни нашата препорака, што ми е многу мило, што на некој начин целата на комисијата не е да казнува, туку да ја исправи нееднаквоста во било кој сегмент од нашето општество. Во поглед на сегрегација, веќе во соработка и со Совет на Европа, и со Народен правобранител, со други релевантни институции, правиме акцијски план за да го решиме тој проблем. Во поглед на гинеколошките услуги, во моментот Министерството за здравство има убава програма каде што специјализира луѓе, гинеколози, баш токму во таа ординација, така да за сега имаат пристап жените ромки до гинеколог во Ошито Ризари. Ви благодарам што бевте гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Фала ви на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.